Просветителството во Прилеп има долга и стара традиција. Првите училишта биле келийните училишта, отворени во манастирите Трескавец, Архангел Михаел, Чебренскиот манастир во Мариово и други црковни објекти, каде буквите во овие училишта се испишувале во пепел, песок или на плочки од восок. Потоа училиштата се отвораат во семејни куќи, особено во населбата Варош, а просветната дејност ја извршувале свештениците. Како што растела економската моќ на прилепчани, во средината на 19-тиот век се јавила потребата од отворање на првото народно училиште. Таквата потреба довела до една идеја, значи да се отвори, да се изгради прво училиште во Прилеп, основно народно училиште, кое е изградено 1843 година во кругот на црквата позната Свето Благовештение. Сега во моментот каде што е трапезаријата на црквата, значи покрај главната улица, тоа била голем објект од 28 метри должни со 14 метри ширина, каде што во изградбата помогнале сите иснафи од Прилеп, сите богати фамилии од Прилеп и сето тоа се позитивно се одразило со тоа што сите целосно училиштето првата година било полно со запишани заинтересирани ученици. Под влијание на ширењето на писменоста на нашите дејци и просветители, како Глигор Прличев, Кузман Шапкарев и други, се појавува во Прилеп потребата од отворање и на женско училиште, затоа што дотогаш се школувале само машките деца. Иако досега кај народот беше познато дека првото женско училиште во Прилеп било така нареченото Баба Неделино училиште, објект кој што денес е галерија на икони. Тоа не е точно. Првото женско училиште во Прилеп било сместено неколку куќи подолу од овој објект, односно во куќата на нашиот познат револуционер Пере Тошев, која се наоѓа веднаш до најстарата црква во градот Свето Благовештение. Архивската документација која што поседува архивот Прилеп, дека првото училиште женско било изградено 1865 година во куќата на познатиот револуционер Пере Тошев. Значи таа се уште постои и е во кругот на црквата Свето Благовештение. Во куќата на Пере Тошев значи започнува училиштето со 180 ученици, голем одзив на женски деца кои сакаат да се образуваат. Прво ги обезменувале првата година, значи 2-годишно школување било, втората година веќе учеле занаети. Значи женско занаетчиско училиште, плетење, везење, шиење и така натаму. Со тоа што училиштето 2 години, прва учителка во училиштето, во куќата на Пере Тошев, била свикана учителка од Велес, Недела Петкова, по кој што денеска традиционално е позната зградата како Баба Неделино училиште, и таа ги држала часовите и ги подучувала женските деца. После 2 години од отворањето, училиштето прекинува со работа. По пауза од исто 2 години, училиштето повторно продолжува со работа. Како што поминува времето, така се појавува и се поголемата заинтересираност за писменоста и потреба од поголем училишен простор. Тогаш денешниот објект на галеријата на икони или така нареченото Баба Неделино училиште прераснува во ваков вид на образовна установа. Во 1894 година е изградено точно училиштето Баба Неделино, кое што продолжува со работа. Тоа е просторот денешен на галеријата, значи е точната година на изградба, така што веќе интерес се пројавува не само со 2-годишно школување, туку и со повеќе годишно, до 4 годишно школување и образование на женските деца. Интересен е податокот што после 1865 година, значи веднаш по основањето на женското училиште во куќата на Пере Тошев,
познатиот Кузман Шапкарев со голема помош од прилепските еснафи и голема агитација за да го одбележи денот на просветителите, која идеологија во тој период се јавува, на 11 мај по стар стил ги организира со помош на еснафите, ги организира прилепчани, така што се прославува и одбележува празникот Кирил и Методи. Како училиште, овој објект функционира и после Втората светска војна, а во 1955 година го добива името Мара Јосифовска, а е крстено по сестрата на Кузман Јосифовски Питу. Во 2002 година објектот е пренаменет во галерија на икони, која што функционира под заводот и музеј Прилеп. Сега во галеријата се сместени 66 вредни икони, од кои што една е фреска. Сите икони се од црквите од Прилепско, освен иконата на Свети Ѓорги, која што потекнува од Полошкиот манастир. Најстар експонат во оваа галерија е фреската на Свети Архангел Михаел, која што потекнува од 12-тиот век. Потеклото е од манастирската црква Архангел Михаел, не она што го гледаме сега кога се качувате во манастирската црква, туку тоа е првата изградена црква која што имаме остатоци под постоечката. Фреската била носена на изложби и во Лондон и Њујорк и постигна многу големи позитивни критики од страна на историчарите на уметност, затоа што техниката на изведба е многу слична на Курбиново. Иконите претежно се изработени на липово дрво кое што прво треба да се исуши, а потоа се нанесуваат 3 видови на подлоги пред да се започне со сликањето. Интересен е фактот за овие две икони кои што се пред нас, тоа е представата на Богородица со Исус Христос и Исус Христос. Кога е пронајдена самата икона која што потекнува од 16-тиот век, представата на Исус Христос била поставена од озгора на оваа штица. Конзерваторите од Скопје откриале дека под него се наоѓа постара представа, значи Исус Христос е 17 век, а Богородица со Исус Христос е од 16 век. Издвоена е, поставена на нова штица, таа е единствена икона која што е поставена на нова штица тука во галеријата, а има ретуширање направено на самата икона Богородица, бидејќи нормално при самото вадење на горниот слој на иконата од Исус Христос настанува оштетување, али самите конзерватори секогаш оставаат дел од на старата икона како изгледала предходната делот, еве го тој дел и овде горе во горниот агол, значи како изгледала самата икона предходно при вадењето на представата. На оваа икона, каде што имаме представа од Богородица со Исус Христос, на овој начин е издвоена, направена е, за да се види техниката на изработка, дека на дрвото се поставува платно пред да се исликува. Самата икона, сите икони кои што ги сликаат, самите иконописци мора да работат значи по самите канони на исликување на иконите. Не може да се изработи икона без канонска представа. Не може самиот иконописец да слика детали на иконите кои што тој ги сака. Значи затоа има канонско представување на самите икони. Иконата и иконописецот никогаш не признава во сликањето, не се признава втора, трета димензија. Тука имате само една димензија и нема сенка. Затоа имате чувство кога ја следите иконата, кога се движите лево и десно, имате чувство дека иконата ве следи. Очите на самиот светец кој што е представен, имате чувство дека ве следи. Во галеријата се наоѓа и ретка представа на иконата Света Троица, Отецот, Синот и Светиот Дух, каде Отецот е представен како постар човек, а Светиот Дух во вид на гулаб. Интересна е иконата на Свети Христифор, каде тој е представен со глава на куче, затоа што според преданието, неговото семејство биле луѓе кои што имале човечко тело, а животинска глава. Последен артефакт во галеријата е Ерусалимското платно, каде е представена целата Библија. Кога прилепчаните кои што сакале да одат, додека од Прилепова, зборувам или македонците без разлика во Ерусалим, секогаш морале да земат нешто да докажат дека биле на Аџилак, да го добијат она нели презимето Хаџи. И морале да земат нешто, сега немало фотографии како сега да се фотографираат. Целта на Ерусалимското платно, колку биле побогати луѓето кои што оделе во Ерусалим, толку купувале поголеми ерусалимски платна. Секогаш во ерусалимските платна, централниот дел е поставен Ерусалим, храмот на Ерусалим, во горниот дел е Страшниот суд, десно и лево се поставени, значи, Богородица
животот на Богородица, Исус Христос, целиот негов живот и во долниот дел се циклусот големи празници. Во галеријата се чуваат и одеждите на првиот прилепски архиепископ од 19. век, господин Ангелари.